Текстил, рачно изработени носи, мед, чаеви од шумски плодови. Ова се дел од производите презентирани од Агенцијата за економски регионален развој Југ од Драгаш Косово. Производителите ги донесоа своите изработки со цел меѓусебно запознавање и споделување искуства со овдешните производители. Оваа програма на Агенцијата од Драгаш Косово е поддржана и финансирана од UNDP и Финската амбасада. Целта на презентацијата е прекугранично запознавање со сличностите на продуктите, да се развијат нови начини на соработка во агрикултурата, рачната изработка и шумските плодови. Главната цел е луѓето да се запознаат, да ги представат своите продукти, да ги запознаат сличностите, да учат од искуствата и грешките. Имам своју домаќу радиност. Имам своја домашна работилница во која се вклучени десеттина жени. Изработуваме исклучиво народни носи, изработени со ткаење, везење, украсни детали, плетење. Работиме на сочувување на овие традиции и култури поради тоа што немаме етномузеј во Драгаш. Порано овие носи се носеле секојдневно, а сега традиционално се носат на свадби и други свечености. Комората на Северозападна Македонија беше домаќин на овој настан. Тие велат дека поради сличноста на поднебието потребна е поголема соработка помеѓу овие две држави. Денеска сме во Тетово за да направиме некој линк меѓу нивните искуства и нашите, затоа што поднебието скоро е исто и проблемите се слични. Станува збор за две различни држави кои што се во многу добри односи и кои што тежнеат да ги промовираат вредностите кои што се универзални. Во последно време, благодарение на ваквите настани, односно ваквите иницијативи, се повеќе расте бројот на тие што ќе се занимаваат со овој вид. Дали станува збор за разните диви овошки, дали станува збор за производството на мед, дали станува збор за традиционалните носија, кои што се типичен дел од ова наша култура, е во секојдневно порастување, нели? Оттаму додаваат дека потребен е нов концепт преку кој производителите од двете држави ќе имаат можност заеднички да ги пласираат производите на пазарот, кој како што велат е гладен за овие традиционални гранки.